Во пресрет на издавањето на една музичка книга, една музичка монографија, мојот денешен гостин е Горан Трајковски, Готра, некогашен член на култните македонски бендови, Падот на Византија, Анастасија, многу други, да не ги набројувам, меѓутоа уште одамна Готра е и самиот и бенд и бренд. Многу ми направи честа што прифати да бидеш мојот гостин денес. Благодарам и јас. Исто така. Сум почестен да бидам гостин. Готра, најново од тебе, а не е од тебе, али е за тебе, е монографија која ја пишува мојот колега, новинар и публицист Тошо Филиповски. Што за тебе значи излегувањето на монографијата? Па, се чувствувам незгодно, како прво. Затоа што сум... тебе за некој ден ќе полнам 61 година и многу децении претходно, уште кога бев дете, читав различни книги, меѓу другото и биографии и историјати за одредени нешта. И сите тие беа посветени на луѓе кои што не се меѓу живите. И некако на тој начин и подсвесно, без размислување, ја прифатив таа традиција дека книги, биографии се пишуваат за луѓе кои што се веќе мртви. Покрај тоа што ми е незгодно, малку и се плашам, затоа што не знам како ќе влијае таа книга на еден жив човек, барем така јас мислам за себе, дека сум жив. Или можеби сум мртв. Горан, дали имаше увид во создавањето на книгата која работи Филиповски? На некој работи, делумно, значи не во потполност. Имав увид во дел од работите, тоа што бараше од мене некои фотографии, кои што требаше да му ги обезбедам, и одредени информации поврзани со некој си времеплов, некои факти од времето, бараше од мене, ако можам да се сетам, да ги потврдам или да ги поправам. Значи, само толку, отприлика, не знам многу за книгата и прошто не е ова прашање кој што ми го постави, ќе кажам дека во периодот кога тоа што почнуваше да го работи, тоа ме праша дали сакам, дали дозволувам и дали... Јас тогаш бев во една не баш многу како се вика, во една поприлично тешка ситуација. Се работеше за болеста на мојата сопруга и едноставно сеедно ми беше, не знаев што да му речем, реков, работиш, што ќе работиш сега, само не ме чепкај затоа што сега имам по... Не е прилика. Не е прилика, за тоа во меѓувреме, нели, се случи тоа што се случи и тоа што ме извести дека ќе има и промоција и ми побара одредени информации, да проверам и така натаму и така натаму. Дали си љубопитен како ќе изгледа, што ќе пишува во неа? Каков однос имаш ти кон тоа дело кое е за тебе, а не е твое? Како што претходно реков, најчесто речиси со ретки исклучоци биографиите се пишуваат за луѓе кои што не се меѓу живите. Се обидувам да се однесувам така, како да не сум жив, како да не ме интересира тоа. Ајде ќе видиме дали ќе додржиш, дали ќе издржиш кога ќе се појави книгата. Би сакал да зборуваме за убави работи. Едно од убавите работи е дека годинава на некој начин се одбележува јубилеј 30 години од филмот Before the Rain, каде што групата Анастасија, во која ти си бил еден од тројцата, повикани, направи фантастична музика за тој филм.
Со какви денеска сеќавања гледаш на тоа време, на таа соработка, на таа музика? Ми изгледа многу далеку. А и беше далеко, некако спомнам 30 години или повеќе, 30 години. 30 години. Сигурно музиката и малце порано ја Значи работи. да, помалку или повеќе. Че од тогаш кога работевме таа музика со Анастасија, јас бев на околу 30 на години, сега имам двојно повеќе од тоа и искуството го прави своето. Го гледам како една епизода од својот живот, која што секако многу ми помогна, ми значеше во мојата понатамошна музичка кариера. Имав одредена, барем за поинформираните кругови на препорака. Со самото спомнување на тој факт дека сум бил дел од таа екипа што работела на тој филм, ми помогна како дел од мојата биографија, но сето тоа мораше да се потврди и да се оправда. И ете сме сега на втората половина од мојот живот, од како се случи тој филм. А каков однос имаш кон самото дело, кон самата таа музика? Дали луѓето те приогијат кои се воодушевени после 30 години со ист воскит ја слушаат музиката, зборуваат колку она им значела за да почнат и они да бидат креативни? Каков е твојот однос кон тоа? Би менувал нешто денеска? Секако би менувал. Ако не би менувал, значи дека нема потреба да продолжам со животот. Секогаш, кога погледнувам на одредени работи, секогаш имам забелешки. Човекот е динамично суштество во движење. Не се движи само телесно, туку и умствено и духовно. И во таа динамика, во тоа движење, се случуваат промени во размислувањето, во погледите, во сите нешта. Значи, би менувал секако. Да, не можам да кажам точно што, но секако кога повторно би седнал, поинаку едноставно со поинакви очи ги гледам работите. И на крајовите искуството не е беззначајно, а веројатно нешто и сум здобил од таа дисциплина. Неколку објави имаше само Анастасија на реках Вавилонских, па дојде Before the Rain, Мелоургија, која беше и претходно и Ноктурнал. Што тебе од тоа? Што е најмногу готра од сето тоа? Што ти би издвоил као ова е? Па не можам да издвојам еден албум, можеби одреден. Во сите тие албуми има нешто што ти значи многу. Што ми значи, да. И едноставно не би издвојувал, тие се дел од мене, се како мои деца и тешко е човек да се одреди, да рече ова повеќе ми се допаѓа, ова повеќе го сакам, ова помалку. Мислам дека секој би одговорил на ист начин. А односот кон, помина повеќе од 4 децении од падот на Византија, од сепак истата состојба, исто една песна која многу значеше не само во македонски, него и регионални рамки. Каков е односот кон тој идентичен као и кон целото севкупното твое дело? Мојот впечаток е отприлика ваков. Од сегашно искуство и време што поминало, сум забележал и сум заклучил дека од излегувањето на една работа, која што сум работа, да речеме албум, песна или саундтрак, да го било што, потребно е извесен период на време да сето тоа легне и да одреден дел од публиката и слушателите го утврдат, го засакаат, разберат. И тоа е прилика еден период од најмалку барем 10 години. Така беше и со падот на Византија. Тоа беше мојот прв позначаен излез, испад, пројава во јавноста на
полето на музиката. И значењето на падот на Византија дојде најмалку барем 10 години подоцна. И како што минува времето, останува тоа. Никогаш ниеден проект што сум го работел немал експресна или инстантна како се вика поширока прифатеност во јавноста. Освен добро пред дождот, музиката за филмот Пред дождот, која всушност едреше на ветрот на успехот и критиката, она што го зборуваше критиката, значи едреше на пофалбите кои што доаѓа од страна. За жал, така стојат работите. Сопственото мислење е многу потешко и пострашно да се изрази, но тога е полесно кога некој друг ќе тоа го одобри, па после ете и јас како да се дрзнам да го кажам тоа, нели? Дали Анастасија е дефинитивно завршена приказна? Па Анастасија не работи од почетокот на овој век, значи завршена. Не би се обиделе да се соберете повторно? Не, сметам дека тоа е еден вид на распродажба на сентимент, на продажба на носталгијата, а не реална потреба за такво нешто. Јас не чувствувам потреба да се изразувам повторно во тие рамки и имам доволно работа и доволно простор каде што можам да ги изразам своите музички и воопшто, како да го кажам, творечки пориви. И од тие причини сметам дека не чувствувам потреба да го правам тоа. Помина еден тежок животен период. Повторно се врати со концерти пред некои недела две. Верувам дека работата и музиката не ги лекува раните, меѓутоа ни помага да продолжиме. Така. Што ново ни подготвуваш? Ја обновив соработката со мојот германски пријател, со Александар Хофман, или попознат како Александар Велјанов, така е неговото уметничко име. И што туку се вратив пред една недела од една кратка турнија што имавме низ Германија. Поприлично успешна. И таа соработка и понатаму ќе продолжи, веројатно со снимање на нов албум во теков на 2025 и концертирање. Не очекуваат пролетните и летните фестивали, може би уште една мала турнеја, значи ќе има работа. Тоа ќе се работи секако. Потоа погледнав во изминатиот период она што сум го започнал да го работам и сум го оставил. Имам за завршување уште неколку започнати нацрти со Бале од Новосадска луна. Тоа е речиси при крај проект. Имам уште барем 2 нацрти за собствен соло албум. И она што веројатно сигурно ќе се случи оваа година, тоа е сакам да објавам јубилејно издание по повод 100-та музика за театарска представа, која што веројатно ќе се случи на крајов на 2025-та, најдоцна почетокот на 2026-та, но морам уште од сега да почнам да подготвувам тоа за да биде спремно, да можам барем символично да го обележам тој јубилеј. Дали е повторно соработка со твојот драг пријател Дејан Пројковски, како тандем направивте на вистина врвни дела во регионот?
Па да, продолжуваме со работата. Веќе јас всушност и колку што можев и работев низ овој период со него. И имаме веќе активни проекти, еден во Пловдив, кој што до крајов на годинава, почетокот на следната ќе биде готов, потоа повторно во Нови Сад ќе работиме театарска представа и така натаму, нели, да не објавувам, да не кажувам пред време. Продолжуваме со Дејан понатаму и до кога што можеме ќе работиме. Фала ти многу на разговорот. Ти посакувам успех и среќа во проектите и во иднина да не води во сите проекти и во сите искушења љубовта што ја имаме. Благодарам, посакувам секое добро. Ова беше една вистинска македонска музичка легенда Горан Трајковски Готра.